Германската компанија Technical Textiles одлуката за отворање на фабрика во Република Македонија за што ќе инвестира 15 милиони евра ја донела пред една година, период во кој веќе е изграден објект каде околу 100 вработени го започнаа производството на компоненти од фиберглас кој има широка примена во градежната, авионската и автомобилската индустрија. Првите 100 луѓе во новата фабрика се веќе вработени. Во наредниот период оваа значајна инвестиција постепено се очекува да отвори 1000 нови работни места за Штип и за овој регион. Тоа е од огромно значење за Штип, за Кочани, за Велес, за Свети Николе, за Карбици, за Лозово, Чешиново и Облешево и сите околни населени места. Ова е втора фабрика отворена во Штипската технолошко-индустријска зона под Johnson Controls, која веќе неколку години работи, а наскоро ќе биде отворена и италијанската фабрика Кондево, каде ќе има можност за 250 нови вработувања. Исто така се очекува и отворање на уште една фабрика. Пред неколку месеци се отвори новата фабрика на Актива. Оваа фабрика е во директна врска со белгиската инвестиција на Ван Хул. Практично целото производство го продава на Ван Хул. Ван Хул, која успеавме да ја привлечиме во изминатите години. Веднаш до новата фабрика на Актива, во наредниот период очекуваме изградба на уште една фабрика. Овој пат на германската компанија Semag Fashion, која во тој регион има купено земјиште од околу 35.000 метри квадратни. Така што, ако некогаш Штип беше град во кој фабриките се затвораа, денес сведочиме за обратен тренд. Денес Штип и околните општини се општини и град каде се отвораат фабрики. Денес Штипскиот регион е претворен во едно големо градилиште. Со ова процентот на невработеност се намалува, кое допринесува за подобар и поквалитетен живот на граѓаните и сатисфакција за владата на Република Македонија, која прави се што е во нејзина моќ да се забрза трендот за привлекување странски инвестиции и отворање нови работни места, истакна Груевски. Груевски додава дека и во иднина ќе продолжат напорите за подобрување на бизнис климата во државата, намалувањето на бирократските процедури и подобрување на сервисот на државниот апарат кон странските инвестиции. Добрите услови за инвестирање и брзите процедури за стартување на инвестицијата беа клучни фактори за директорот на германската Technical Textiles Jens Wengland, кој наместо во Дубај, каде имале намера да ја отворат оваа фабрика, на пат кон Абу Даби, видел статија за поволни инвестиции во Македонија и одлучил да инвестира токму во нашата држава. Тогаш кога пристигнав во Македонија, ние преку АХК, Германското македонско стопанско дружение, ставувме во контакт со дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони. Бидејќи добив огромна поддршка и советување за инвестирање во Македонија. Меѓутоа, сите ми велеа не треба да се оди таму, тоа е помалку развиена држава, транспортните трошоци се високи. Меѓутоа, морам да кажам дека досега целиот овој развој на овој проект оди во една одлично позитивна насока. Имаме планирано и понатамошни други инвестиции во оваа фабрика. Јас веќе следниот месец имам одредени состаноци со одредени партнери или можни инвеститори за во Македонија, каде што би сакал да им ја представам можността за инвестирање во Македонија и би сакале да учествуваме и во други понатамошни идни проекти. Можеби тука вие во Македонија ги немате тие финансиски можности кои што се нудат од страна на Европската Унија или во вид на субвенции, меѓутоа за мене е многу битна целата рамка околу можностите која се нуди во државата. Груевски истакна дека примерот на Венгланд ќе го следат и други инвеститори од Германија, со што во најскоро време ќе има уште нови странски фабрики во Македонија. За оваа и сите наредни инвестиции одговорен е директорот на технолошко-индустријските развојни зони Виктор Мизо. Оваа фабрика представува вкупна инвестиција за почеток од околу 15 милиони евра, што значи дека таа бројка може да се зголеми врз основа на дополнителна опрема и машини кои треба да дојдат во наредниот период до крајот на годината, но истовремено
Оваа компанија ќе овозможи освен креирање на работни места, придонес кон влез на нови технологии, трансфер на знаења и воспоставување на соработка со домашните компании. Дирекцијата за ТИРС работи активно на изградба на зоните и во моментот се превршуваат градежните активности на зоните во Кичево, Прилеп, како и на зоната во Охридско-Струшкиот регион, каде што веќе се градат или се во напредна фаза капацитетите на Key Safety Systems, ОДВ Електрик и Гентер. Дирекцијата за ТИРС ќе продолжи со планирање и развој на зоните, нивна промоција, привлекување на корисници, како и грижа за постоечките компании, а се во соработка со другите институции. Освен премиерот Груевски, кој најчесто се залага за отворање на нови странски фабрики и привлекување на странски инвестиции во Република Македонија, најдиректно инволвирани институции за реализација на активностите поврзани со ова и сите останати инвестиции се и Министерството за финансии и Царинската управа.